Се изназборав за муфтињата и таман реков ќе завршам, добивам коментар негде таму по тиктоци. Што ја спомнува категоријата, можда најбитната категорија во постоењето на балканците општо. Никако не смев да ја заборам. А тоа е категоријата на муфтиња што земат јадење од по свадби, пиење за кучето. Значи помуфте од тоа кој има ами. Деме којдовме на свадба и јади шо мој шпојке, има луѓе што не јадат по цел ден за муфта се накрцат таму и демек тие носат поклони се ја плаќат порцијата ме сваја. И демек ако е платено мора си користи и 6 пати покепа што сака нека е макар пукнал. И ќе јадат што ќе јадат и после тоа кој изеде што не изеде не фрлајте по масата демеко ти за кучето. Дај што имаш што немаш изедено, дај тука во едно најлонче за кучето и ќе ти извај најлон од чантава. И кај едниот за кучето, кај другиот за кучето, кај трето и помас има некој што тргнува. За кучето овде, за кучето онде ќе наполни 2 најлони, ќе јади уште 2 недели дома ме. Па што знаеш, може да и на кучето ќе му се посреќа. Тоа е максимум искористување. Туку дури зборам јас за муфтињата и декември ни дојде. Уште трој нова година ќе дојде овој мој абер нема да излезе. А пред 2 недели ни реко ова ако истера уште некој ден супер. Еве го оптегнат бате вака. Јадење, пиење, топличко натрувај. Абе кој му е татко море? Битно ние му накитивме дома новогодишно. И мислам дека то китењето на Елка од пред 100 години унапред е многу убава тема за прајање муавет. Така што да си пуштиме шпица и да му влези. Ајде ба, пуштај. Што беше првото нешто што направивме од кој ни склоца малиот првиот пат кога си рековме излегува и готово. А накитив мелката бе ба. Како ти елката да не накитиме? Седиш азворе. Што има врска што беше среде ноември. Наместо подготвуваш што треба таму, она подготвуваш елката. Оти малиот кога се роди, кога ќе го дојсиме дома, кога ќе ја види елката ќе речи море шубо имате накитено, еј. Моу бајни. Ништо, валда не ви плачам. Сега чим вака китите ме пречеквате, не ви плачам, готово. Кој ќе дајте јадење, кој ќе дајте пеле на пеле, не битно, не плачам пој. Значи сигурно тоа ќе си го речи, јас гарантирам. Па кога ќе види татко му таму сјалици, кај има местено, па можда welcome ќе му клај онакви балони. Па кога ќе види тие welcome балоните, море ќе речи овие и настојазици ме пречекаја. Алавда му, нема мрдање бате. Мали уште нероден очекувања си има, ти што си мисли? Абе седи шо збор. Ама добро, ајде ние ја накитив мелката унапред, пошто после тоа ќе ни бидат полни рацете работа, нели ќе дојде едно човече мало прв пат ние новост ние. Не ќе знаеме што да правиме, се сигурно нема тогаш елка да кита. Там кој што рековме не дека мора се накити, ама ајде. Првиот Крисмас како? Ако ништо друго за волбумо некој сличе. Иди пелките се фушерај, онакви никакви, не се вистински елки, иначе ако беше дрво дома, не му најдев некој кенгурче да го обесам него вака како лампион еве, ама добро. Берикјати што не се вистински дрва, оти ќе беше весел. Сав да речам, ајде ние имавме некоја причина унапред да си украсиме, за да не биде да украсваме во периодот кај што треба се навикнуваме со мали. Ја и за такви ситуации разбирам унапред да си украсиш, да си средиш дома, ти биди спремни. Овие другите шопрат ме интересира. По продавниците има новогодишни декорации од пред 2 месеци. Што вика еден комичар, уште мисирка нема ја каснато за Thanksgiving американците, веќе елката клаена, чекајте море. Кај брза, порано се знаеше Свети Никола, па елката ја мести. Или некој понестрплив пред Свети Никола ќе намести за кога ќе дојдат луѓето на визита да речат море шу украсен. И таму негде до кај водици овао, не ќе тргниш доста е. Небате, сега се почнува од средината на ноември и онаму до февруари средината крајот негде, нека стои, нека свети, што има врска сјали. И на крајот на денот не е ништо лошо. Ако ти е мерак така ти украсено, што има врска? Нека свети куќа, нит крадиш, нит лажиш сјалич. Сега струјата ќе поскапва, ама тоа е. На крајот на денот не убедува како народ дека треба на струја да се грееме, нели да не се загадва и ова и она. Да не мислевте вие ради загадвањето не терае. Лај си парно на струја, поубаво е дрва да не се сечат јаглен, да не се гори ова она. Поубаво е да, затоа што наплаќа струјата. Ма на крајот на денот знаеш како? Кој те праша? Муавето ми е порано, на пример, имаше дзунзурки, украси и такви работи по пазарите, по некој тезги. Не можеш да ги најдиш сегде. Сега вате има во сите продавници кај сааш влези нешто ќе најди. Има дури и посебни продавници само за играчки, за дзунзурки, за такви работи. И луѓето ќе видат негде по Инстаграм, по ТикТок, море шубо му украсено. Дај и ние да украси. И ќе почнат да купуват. Куќаре со снег со дрва. Дедо Мразов, црни чуда со снегој, не знам, зимска идила, па некој ламби, па свеки, некој што се електрични што горат. Море ваков украс таков, и знаеш што ми е најако? Што има едни што се како војници старски да речам. Како стапој вака испраени, деме како војник во црвено или во нешто и тие за Крисмас одат најмногу. Ајде Дедо Мразо го разбирам, ајде Елените ги разбирам со Дедо Мразо се заедно. Ајде не знам украси, не знам вакви такви глупости, разбирам сјалички, разбирам се. Војниците старски што имат врска во
случај. Стражари вака застанати и пример го имаш во црвено, во зелено, во сиво, во не знам како. Тие ке влегват во новогодишната приказна ми објасни не. Ај зајако за Великден и то не ми е јасно, ма ете во нивниот Великден таму зајако ги крадел јајца. Добро во ред, овие шо крадат? Пошто се нешто со крадење и во овие детите. Шо крадат овие војници? Крисмас го кради Гринч. Гринчо го знајте на зеленото грдото. Шо е зајако за нивниот Великден, тоа е Гринчо за нивниот Крисмас. Војниците шо прат да ми објасни не. Го чуват Крисмасот? Господи, не знам. Чудни патишта фаќа работа, вама тоа е. Битно на крајот на денот ако мајка ти или жена ти сака такви војничина да купи, сакал некелбате ќе си гледаш низ дома. Тоа е. Освен ако немаш ќумбе, па некако магично завршат во огно. Море, не знам како направа така. Уште ако имаш мало дете, ќе му речиш малио ги фрли. Ни крив ни должен ќоте ќе да јади. Видиш, тоа е уствари уба работа. Особено сега дур нема да можеш да збора. Ќе земиш ќе турниш нешто вака. Тинг, шо напре ќе дој жената. Абе малио еве го фати ова го акна од земи. И шо ќе му речи? Ништо шо ќе му речи како така леле, ова чекај да зачистам, ќе зачисти. Сега на крај муш ќе те натера уште 2-3 да купиш такви, ама добро. Секој со среќа. Баш као овие денешните дзунзурки што и викаме ние битола, многу фуш себе брат. Одма ќе се скрши шо сакаш, турни напред да скрши на времето дзунзурките. Тоа беше неуништливо бе бате. Како оние правосмукалките од на времето ден денес што се користат, не знам како се вика. Неуништливи, паѓај, фрлај со нив што сакаш прај. Гајле нема. И го видам негде такви стари уште ги имаме ние тука дома во куќата. Носталгија ме мава скроз за тоа време. Од денешно време звончиња ќе купиш ама пластични, бронзени бат. Бронза звонче го емани вака тинг да свири куќата. И цел век тие ми беа мерак си одев и тинг 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 оти различни тонови има. И си мавав по нив динг 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 и пол сат ќе си играв и возрасен дури, не само дете. А не овие денештите го маваш. Ако имаш поки, ако земиш да чукаш ќе направи тонг 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 тонг. Пошто не е кинеско производство. И многу едноставни се денешните декорации, пошто денешните мајки, ајде и татковци да речиме, да не речите ви зоставувам. Иако кој ве праша, сакат да купват еднолични дзунзурки, пример ако се плави и бели обични некакви и сијалици некакви да има обични, тол. Порано брат, телките немаше шо нема нани. Црвено, жолто, зелено, плаво, сребрено, златно, не знам какво. Сијалички во сите бои извртени. Па имаш едни вака како армоника што се собираш, што отвара, ги клаваш нив под зидоите вака да висат. Па имаш едни како пуфки вака што веа што ги вртиш околу елката. Оние машките госпожи што и клават околу вратоите, ама потенки такви како со пуфчиња направени. Па лампионите и тие имаше тркалезни, имаше не знам какви форми најразлични. Па имаше како шишарки форма, пошто нели елка треба да биде. Па до мрасчиња мали, па не знам шо, не знам како. И од сите сакаш да клај. Денешно време бате една врста клаени вака, максимум 2 бои да има. И едни сијалички достамуе. И кој што реков Мелани, цвеќиња. Уште не ми е јасно како побогу станаа популарни цвеќиња за на елка се клават, ама добро. Не ми е јасно за поќе работи како станват популарни, ама некако општо како да се избегават боите во последно. Порано се беше шарено брат, се беше во боја. Сега се е некако на еднобојно, на тмурно, на пригушени бои некои. Душе добро, и јас ако бирам пример куќата сива напред, темно сива. Ама сепак знаеш празници да треба малце пошарено да биде, малце по светло да речам, боја да има. Ма на крајот на денот кој ме праши? И општо светот е потмурено од што беше порано. Почнувајќи од дома до работни места, до се што се гледа на телевизија, до видеа на YouTube, освен вака нели со понекој исклучок. Така што иако мислев дека ќе осудвам тоа што унапред украсват луѓето и што почна мера да се нема во украсвањето, некако узмуабет ми да ви речам да си украсвате. Ако ви е мерак на душата да си накитите елка и да си украсите, си клајте сијалички, си клајте. На крајот на денот па нигде не пиши дека треба да биде од Свети Никола до Водици. Ако ти е тебе мерак на душата да си украсиш, да си украсиш. Пошто на крајот на денот убото на душата или то душевното спокојство е најбитното нешто во светот. Ништо, никој нема го направи тоа за тебе ако не се направиш. Да не дека треба спокојството во украсвањето, а ти биде, ама не е битно. Ако ти прави убо да си го направиш. Пошто нити крадиш, нити лажиш, нити ништо, ќе си накитиш и ќе си суреди. И кој си влезиш дома, кој си видиш сијаличките и ти биде убо на душа. А богам истото важи за градоите, пошто знам дека се думате дали да украсвате или не и како да украсите и шо да украсите, знаеме дека е трошок. Знаеме, се е јасно. Ако украсите, на народот нема мучини. Ако не украсите, па нема мучини на народот. Што мисли дека мучини ќе ви речат браво што не украсивте?
Нема ви речат, пола ќе бидат за, пола ќе бидат против секог, зависно кој од која партија. Да не речам зависи што му велат поштавојд. Така што ако сакате да си украсите и да заличи градо украсен и не само нашиот, туку сите градови, да си украси. А ако неките, никому ништо. Исто и куќите, порано имаше луѓе, куќите ги украсваја балкони, чуда, некои цели куќи, дрвата ќе ги мотат социјалички. Пошто ми излезе сега еден TikTok во Тексас, изнамотани дрва, чуда негде во најскапата населба во Тексас. Таму нафтата кај што плаќа за работа. Ама тоа далеку сме ние од тие нафти и нафтени пари и така натаму. Ние од овие обичните сме далеку не под нафтените, ама добро. Битно украсено ние за нова година. Па дали треба или не треба. И кога ќе дојди тој малио, тој ич не е битно. Кога сака, нека си дојди. Да не ќе го брзаме ние, кој сме ние му кажуваме. Си знај тој, апостоловски, кој ќе сака, тога. Така. И мислам доста е за денес. Некако од муабето си викам можда треба и овде едно елче да клам во ова студиото, ако ништо друго за лабавото за емисиите, пошто овде зад мене немам да оклам секако, ама таму негде, кај што ќе снимаме лабавите емисии, можда треба малце да накитам новогодишно, да знаеме дека новогодишни емисии се, така што толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден. Чао!